присутни, љубители на убавиот пишен спор, и вие откривачи и собувачи на делата на Јован Дамјановски. Искрена ќе бидам, не спремив ништо вечерва, немам напишано ништо пред себе. Мразам да пишувам текстови на листов, бидејќи тоа ме ограничува, ме става во една рамка од која што потоа нема бегање. Ќе морам самата себе да се оправдам ако погрешам некој акцент или некоја запетка која проводам. И тогаш тоа ќе ме мачи, ќе ме мори. Искрено во последно време не читам многу книги, затоа што сум запатена со своји дела, кои што сакам да ги работам, но сакам попладнијата да ги поминувам во молчење, во размислување, во некоја собствена ретроспекција на тоа што имам јас направено до сега. И така во едно попладне додека се шетав на Гебањиче, ми звони телефонот и ми се јавува внуката на нашиот Јован Дамјановски, моја драга пријателка Теја, и ми вика: "Дедо ми те бара." Викам: "Кој дедо?" "Дедо ми вика Јован те бара." "Може вика да мога да намерам да ти се јави?" Викам: "Може." И ми се јавува Јован Дамјановски, или јас се го викам Чичко Јован. Си направивме два реда муабет и ми вика: "Дали може утре да се сретнеме во Чоканче?" И вечер ми текне. Викам, сигурно е за новиот роман, нешто сака да ми каже или па може би така може да ми го подаде. Одејќи на кај Чоканче, самата себе се испитувам и си викам: "А што можеш ти да му кажеш на Јован Дамјановски? Која си ти наспрем Јован Дамјановски? Човек со 20 книги зад себе, огромни романи, секој со по својата тежина независен од другиот, да се пак сложувалка во која што сите ние се бараме или можеби имаме наше парче да го дополниме, а нешто да одземеме, за потоа нашата слика да изгледа комплетна. Е таа човечка илузија колку сакаме да сме комплетни сами пред себе. Јован Дамјановски беше со неговата сопруга, онака заседнат мекамински човек, како што јас се го знам, кроток, и се наречуваме што ќе се напиеш, како ќе се напиеш, велам кафе без шеќер. Се насме онака шерецки и ми вели: "Зошто пиеш кафе без шеќер?" Затоа што тоа ми е навик. Почнуваме да зборуваме за човечките навики. Јован почнува да ми раскажува од околу што е романот, а гледам држи книга пред себе некоја и веќе љубопитноста велам: "Ова е новиот роман?" Вика: "Да, сакам да ми бидеш рецензент." Тогаш ме убива. Недела дена да расчиташ толкаво дело, филозофско дело, кое што има своја метафизика и тежина, невозможна мисија. Но бидејќи дадов збора, јас никогаш не го казам зборот што му имам дадено, но ветив на Чичко Јован дека ќе седнам и ќе го исчитам тоа дело, но разговорот веднаш помина на некои си подлабоки теми, од кои што првата реченица му беше: "Човек знаеш што се плаши кога е стар?" Велам: "Не. Тоа да биде оставен сам и се плаши од смрт." Некако ме пресече таа реченица, затоа што сите поминавме едно лудо време кое што ни фали, тоа времето на ковидот. Сите тогаш се плашевме потајно од тој раб на светот. Секој дојде до работ на светот, да си биде искрен. Многу убаво човек, сам пред себе да биде искрен. Кога дојдов дома, ја земав книгата в раце, си велам: "Ајде сега ќе почнам да ја читам." Ја отворам првата страница и ме погодува првата реченица: "Животот е со нувалка." Ја затворив. Си велам: "Дали Јован Дамјановски знаел кои се моите внатрешни стравови?" И верувајте, секој од вас што ќе отвори книгата, ќе се најде себе си. И кај Ване, и кај докторот, и кај сите други ликови што се јавуваат во романот. И сите ние ќе сватиме дека не еднаш, што многу пати газиме до работ на светот. Тоа се нашите внатрешни стравови, таа метафизика во романот, тој символизам и филозофија. Ми препорача Чичко Јован да го читам Јунг, ќе ми треба уште еднаш да го прочитам работ на светот, па после Јунг. Ќе ве наведе да размислите, како што ме наведе и мене, колку сме ние свесни за нашето милливо и меливо постоење. Дали ние знаеме дека одиме на една класталка и живееме како прскалица. Имаме прскалица за нова година, ја палиме и свети се радуваме, мислиме дека ќе свети бесконечно, дека тоа е целта што сме ја постигнале. А всушност еден плесав момент ја снемува светлината и ние сме тажни. Не ни се исполниле сите наши сониште верување и чукнало 12 часот, не замислив 12 желби, сега што? Сите наши стравови се јавуваат претежно ноќе. И тогаш се јавуваат и најголемите кошмари, најубавите соништа, кои што се мешаат со една човечка илузија, кој што се претопува и се разлива како мастило, неартикулирано ставено на бело лист хартија.
всушност тоа мастило кој што не е артикулирано се нашите зборови, стравови, сомнежи кои што ние сакаме да ги артикулираме во некоја сета убава поезија да заличи пред светот. Ние треба самите да се пишуваме постојано, но и имаме право да избришеме нешто. Затоа што тогаш ќе го поправиме тоа претходно што не плашаме. Јас се плашам да ја дочитам книгата до крај, затоа што не знаев дали тој зевзем за кој што зборува Јован Дамјановски во книгата таа длабочина ќе ме најде мене затекната, како што многу ликови ги наоѓа затекнати во книгата. Инаку немам ексклузивно право да зборувам за тематиката, ќе го оставам да читате. Јован Дамјановски е човек кој што мене ми даде милиони идеи во 15 минути разговор. Што ќе беше да заставиме час и половина појма немам. А ќе пробам некој ден да го намамам на некој така релаксирано кафе, да му извадам некој мој дела, па се надевам дека добро ќе ги процени. Кроток по карактер, но жив гороштак на зборот, мечувалец со зборот, ете тоа е Јован Дамјановски, верувајте ми. Во ова сулудо време, кога луѓето знаат да војуваат преку пушки и мислат дека се многу силни со дронови, само едни се вистинските војни, оние што владеат со зборот, а зборот е меч со двеоштрици. Како што во една своја книга, Пауло Којлјо има напишано во Алхемичарот, зборот го носи човекот, а тоа е всушност меч. Ако го извадиш мечот од корицата, не смееш да го вратиш назад без да направиш добро дело. Јован Дамјановски со свој 20 роман направи едно прекрасно дело, не добро, туку предобро. Не стави на маса да се соочиме со работ на светот на мал милион начини. Дали е преку сонот за Атлантида, дали е преку внатрешниот страх за саменоста, дали преку стоењето на балкони, гледајќи негде, размислувајќи ретроспективно за некои убави млади денови, повторно живејќи, плашејќи се, кога ќе дојде крајот или кога ќе застане возот. Јас нема многу да должам околу возот, бидејќи Чиско Јован рано би да слезеш од возот. Ми каже една анекдота што морам да споделам со вас, вели со жена ми секој утро си пиеме кафе, ама таа го прави и како убава работа. Ми вели секое кафе ти го запишувам на стара слава Јоване. Па тетка Елица, ќе имаш да правиш уште многу кафиња, могој пат во тенџера, а не во језвер. Бидејќи го човек има уште многу да ни каже. Оваа година ќе завршам со ова. Оваа година за мене е навистина прекрасна година во врска со уметноста. Конечно ми се оствари желбата да се појавам кај сите тројца, за мене светото тројство на уметноста. Постојано сум дел од женскиот мански Корменада, тука ми е маестро Ивица Зоричко, што цел живот ми дава поддршка за уметност и за се тоа што го прави. Сите мои идеи се населија. Верувам нешто ми истекна сега во моментот. Чичко Павле Кузмановски ме покани да отворам неговата изложба. Јас врска немам од уметност, значи успеав и тоа да го направам. И замислете, вечерта сум рецензент на најновиот роман на Јован Дамјановски. На мене ми е буквално најсреќна година. И ќе завршам со една моја омилена мисла од еден многу голем филм, Гладиатор од Ридли Скот, која што вели, ева ми е мој животно мото. Она што го правиме за време на сегашност, ќе одекнува во вечност, а овој човек ќе резонира цели еони да се ми жив и зрачиш.